Во услови на комплетна рецесија, Свети Николе за 100.000 евра ќе го реновира киното. Тендерот за набавка е распишан и истиот се однесува на изедба на систем за грејење и климатизација на киното со помошни простории. Со ова од општината информираат дека ќе се реши голем проблем. Со ова го решаваме конечно горчливиот проблем за затоплување на киносалата и незина климатизација и отвораме можност за користење на истата во сите временски услови во текот на целата година. Информираат од општина Свети Николе. Сепак, дали е избрано вистинското време за вакви проекти кога во државата пари се кратат од сите страни? Е станува збор за проект што одамна е веќе готов, меѓутоа сега ќе го реализираме преку Вардарски плански регион, затоа и распишан и тендерот, сите оние што се заинтересирани може да конкурираат до 16 април. Од друга страна, поради пандемијата, реализацијата на ИПА, меѓуграничните проекти во Штип и Кочани се пролонгирани. Проектите не се прекинати активностите, него се одложени за во наредните квартали да може да почнеме со реализација на меките мерки, инаку инфраструктурните активности во врска со реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани си течат се во ред, си течат активностите со одредени мали паузи, додека во однос на проектот за црквата Свети Власие во општина Штип, јавната набавка треба да заврши до крајот на 20 април. Инаку за реконструкција на мултикултурниот центар во Кочани се обезбедени 213.000, а за реставрација на Свети Власии во Штип околу 185.000 евра.